Почитувани гледачи, во наредните неколку минути време е за вестите на Канал 8. Над 5000 тони непродадена оризова арпа од минатата година имаат земјоделците во Кочанско. Поради тоа ќе се соочат со складирање на количините од новата реколта. На околу 2 недели пред почетокот на жетвата на оризот, земјоделците од Кочанскиот регион се соочени со проблеми околу неговото складирање поради непродадените залихи од минатогодишната реколта. Велат дека ниските откупни цени, со кои не можат да ги покријат трошоците за производство, се главна причина што околу 5000 тони оризова арпа се уште стои во амбарите. Очекувале дека во летниот период ќе има некаков пораст на цените, но до тоа не дошло. Цената е од 30 до 32 динара. Министерот беше тука договарамес. Значи од 40 што ќе пусти нагоре на таман, цената ќе биде 35 динара. За опалето, а за овие сорти другите, Андрејато и Канејото, од 37 до 40 динара. За жал, откупувачите некад не да помислат таа цена. Значи оризот 5000 килограми на 5000 тони. 100 ориз не продаден, ќе затечат. И ако земат овие, значи новата реколта ние ќе сорчеме, ќе не уценуват и по 28 динара ќе не го земат ориз. Код новата реколта ние ќе имаме проблем, откупувачите сега тактазират. Значи ремонт ги прават фабриките, немаме пазар, сите тие работи, како и секоја година да ќе го прават. Министерот беше, имаше договор да ги натера да го откупат тоа ориз. Они се напанаа, меѓутоа, еве сега викат дека не се состојба, дека пазарите не одат, дека Србија се увезува од Грција и така натаму, значи имат оправдување. Што значи уште килограм од тај договор, што беше министерот, не откупен ни 1 килограм ориз. Земјоделците реагираат што откупните цени на оризот и понатаму се определени од пред неколку години, според тогашните параметри за трошоци во производството, што ги определил Земјоделскиот институт во Скопје. Значи се уште се водиме според таа производна цена која што пред 2-3 години ја дадува од Земјоделскиот институт во Скопје. Но меѓутоа од тогаш до денеска имаме промени во производството, значи употреба на повеќе хербициди и трошоците секако дека се зголемуваат. Затоа и апелираме да не повика министерот, се надеваме дека ќе оствариме диалог во што е можда пократок рок и дека ќе најдеме заеднички јазик да ги решиме проблемите. Мора да се бараат други алтернативни патишта и либерализација на пазарот на оризот. Се со цел да се обезбеди производство на ориз и понатаму да има нови простори. Од предстојната жетва на оризот во Кочанско се очекуваат околу 20.000 тони оризова арпа. Доколку не се најде решение со откупот и пласменот, земјоделците велат дека ќе имаат проблеми со складирањето. Училишни ранци еднократна помош по 3000 денари за сите правоодделенци ќе обезбеди општина Зрновци. Мерката за поддршка се реализира трета година поред, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. На почетокот на новата учебна година, локалната самоуправа на Зрновци ќе обезбеди поддршка за учениците кои годинава за прв пат ќе тргнат на училиште. Сите првоодделенчиња ќе добијат бесплатни ученички ранци, со што продолжува грижата на општината за најмладите, а мерката станува традиционална. Едногласна одлука без никакви забелешки за предлогот за доделување на помошта даде Советот на општина Зрновци на 42-та седница. Исто така, за оваа учебна година сите прводеленчиња ќе добијат и еднократна парична помош, за што од општинскиот буџет се обезбедени потребните средства. Во образложението од општината за доделувањето ранци истакнаа дека станува збор за мерка што ќе се спроведе трета година поред, поради тоа што родителите на прводеленчињата во првата година додека посетуваат училиште се најмногу изложени на голем трошок, односно треба да купуваат тетрадки и друг училишен прибор. Според одлуката за еднократна парична помош на секое семејство кое што има ученик во прво одделение ќе му бидат доделени 3000 денари. И минатата учебна година општина Зрновци со средства од буџетот обезбеди ранци за сите ученици кои за прв пат тргнаа на училиште. Дополнувањето на поддршката со доделување и парична помош треба да им олесни на родителите при обезбедувањето на потребниот прибор и наставни помагала токму пред почетокот на новата учебна година.
Со македонска изворна музика, оро како и манастирска манџа, православните верници во селото Јастребник Кочанско го прославија празникот Успение на Пресвета Богородица. Од црковниот одбор на манастирот истакнаа дека оваа година има помал број на посетители, а тоа се должи на лошата патна инфраструктура. На надморска височина околу 950 метри на јужните падини на Осоговските планини, во манастирот Голема Богородица во малото Кржали, на планинското село Јастребник, се одржа црковно народен собир на верници по повод празникот Успение на Пресвета Богородица. Со македонска изворна музика, песна, ора и заеднички ручек, присутните го прославија празникот кај народот познати како Голема Богородица. На славата присуствуваа помал број верници, поради тоа што патната инфраструктура е во лоша состојба. Од црковниот одбор истакна дека традицијата од пред многу години продолжи и годинава. Пред неколку време од нашите предци, татковци, дедовци е постојало и продолжува да постои, али за жал генерација више нема млади што треба да не наследат, како што гледат слабо верници имаме до денеска посетеност, али Така е. пошто е патот ни, условите ни тоа дозволуваат толку луѓе, некој пешки, некој кој како знае да и дојде, може. Па почитување дојдат верниците, што можеме, имаме сготвено бобче, манџичка, оришче денеска, луѓето више ручок ќе биде приреден на верниците што треба. Освен празникот Успение на Пресвета Богородица, во селото ги прославуваат и празниците Свети Илија и Свети Ѓорги Победоносец. Инаку Јастребник го сочинуваат 9 маала, а според последниот попис во 2021 година таму има само 11 жители. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се одржа редовната крводарителска акција, при што крв даруваат 29 лица. Практиката за дарување крв секој последен четврток од месецот продолжи и во тековниот. На августовската крводарителска акција 29 лица даруваа крв, од кои 8 се до 30 годишна возраст. Мотото на активноста гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Општинската организација на Црвен крст Кочани денеска реализира 12-та крводарителска акција во тековната година, односно 8 која реализираме во просториите на Општинскиот Црвен крст. Акцијата е редовна крводарителска акција која спроведуваме секој последен месец во четврток во просториите на Црвениот крст и се спроведува со поддршка на екипа од Институтот за трансфузионална медицина Скопје и доктор од службата за трансфузионална медицина од Кочани. Упатуваме благодарност до сите крводарители кои денеска даруваа крв и со тоа дадоа свој придонес во обезбедување на доволно количество на крвни резерви и продукти. Воедно, според годишниот план за крводарување во текованата 2024 година имаме предвидено да се реализираат вкупно 19 крводарителски акции, дел во просториите на Црвениот крст, дел во соработка со приватни компании, младински крводарителски акции, како и со крводарителски акции во оделението за внатрешни работи Кочани, така да ова денеска е 12-та акција, така да ни остануваат уште неколку акции со што би ја заокружиле календарската година. Тиме Златков од Кочани во рамки на 12-та крводарителска акција крв даруваше по 100 пат. Денеска ми е 100-то дарување крв, веќе дарувам 30 години. Тука по после и у болниците имам дарувано, ама повеќе тука. Па добро е, мислам, да се дава, почистува се крвта. Многу луѓе ме заплашуваат дека не е добро да се дава, ама не е точно. Да, и во иднина ќе продолжам да давам крв, додека дозволуваат границите. Заинтересираните граѓани крв може да даруваат секој понеделник и четврток во службата за трансфузионална медицина во Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст. Каратистите на карате клубот Кочани добија нова сала за тренинг. Таа е лоцирана до наплатниот пункт на Евана во Кочани, а тренерот Игор Каров потсети дека во тек е уписниот рок за нови членови. Каратистите на карате клубот Кочани добија нова просторија каде веќе ги извршуваат тренинзите. На свеченото отворање беше осветена новата сала, која е опремена со сите услови за тренинг на една ваква боречка дисциплина,
а таа е лоцирана во близина на наплатниот пункт на ЕВН. Младите каратисти карате вештините ги изучуваат со долгогодишниот тренер Игор Каров. Во оваа просторија ќе пробаме да постигнеме да почнеме да работиме многу подобро, со подобри услови и мислиме дека тоа се што ќе го постигнеме тука ќе го реализираме на терените. Во тек е уписот на нови членови, каде што досега имаме најава на 15 нови членови и затоа оваа сала како што е поголема може да ги собери големиот број на деца, каде што ги би работеле од понеделник до петок секој ден по сат и пол. Сега на 31 имаме државно првенство за јуниори, кадети и U21 кој ќе се одржи во Охрид. Тоа е за пласман на кој ќе се класират ќе одат на светско и на балканско првенство. Само први оди на светско, а останатите од прво до трето одат на балканско првенство. Повод за отворањето на новата просторија представуваше 25 годишното успешно работење, а бројот на членови моментално изнесува 25 со тенденција да се зголеми со уписниот рок кој веќе е во тек. Инаку, главната задача на секој традиционален карате стил е да создаде една комплетно психофизичко здрава личност која ќе биде општо корисна за целата околина во која живее и работи. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Довидување.